Океј, значи денеска наш гостин е Иван Неделковски, мислам дека за голем дел од студентите, поготово студентите на Финк е веќе доста познат лик, да речам. И лично јас најдов доста работи во кои што се поврзав со неговиот подкаст и концептот на неговиот подкаст. Као што сите знаат, нели, веројатно што го гледат подкастот, идејата е, нели, да ги промовираме факултетите што нудат како програми и така натаму, со цел средношколците еден ден да можат да се запознаат со сите програми, како и тие кои што сега се студенти или поточно оние кои што ќе дипломираат, да знаат кои се понудите на пазарот и каде све можат своето знаење да го применат. Тоа е основната идеја. Тоа е основната идеја. Сам површинската идеја. Тоа им го кажувам и на сите гости пред да дојдат. Тоа е површината. Не знам вие програмирите како го викате тоа, фронт-енд вајда. Така. Ама другата внатрешната суштина на сите разговори е прашањето која ми е улогата мене во општеството кога ќе дипломирам. Така. Која вредност јас ја носам, кој сум јас како човек со ова што го знам, Так. не разбираш? И генерално ја правиме оваа епизода, нели, како една бонус епизода која што сакаме да ја понудиме на студентите на крајот од кој ќе заврши целиот серијал со сите факултети. Пред да заврши. И идејата на подкастот е да направиме една симбиоза помеѓу тоа нели ние го промовираме ставот на поврзано со факултетите и слично, од другата страна имаме факти каде што голем број од гостите во подкастот на Иван, при тоа сите кои што сакаат можат, нели, да го следат подкастот на Иван Неделковски. Се збори за тоа како голем дел од нив не посетувале факултети и такви работи, при тоа успеале, нели, да достигнат до големи височини и слично, така да сакаме тука да направиме една симбиоза, односно да пробаме да најдеме некоја средина каде што ќе им доловиме на студентите како можат и да одат на факултет и да не одат на факултет и така натаму, како можат да стигнат до некој предприемачки дух, при тоа да не го запостават можеби школувањето, што се случува кога го запостават школувањето, да слушнеме на друга страна како некои од работите кои што ги стекнуваме на факултет можеш да ги стекнеш, нели, преку предприемништво, или како работите кои што ги стекнуваме преку предприемништво можеме, нели, да ги замениме со тоа што ќе идеме на факултет. Мислам дека имавме долга најава. Па за тоа едно ќе почнеме со директно прашање, кој е Иван почнувајќи од сега па нанасет? Прво фала што ме викнавте. Интересно ми е што мислам дека околу 6 месеци го почнав подкастов и веќе гледам реален импакт на оваа наша мала зеница, дали тој од препремништво или на ниво на факултет или студенти. И општо чисто ми е мило што воопшто има вакви дискусии што се прават во јавност и се нормализираат, затоа што мислам дека тоа главно ми е целта со подкаст, да се води ваква дискусија и тоа биде уствари се повеќе луѓе да алоцираат мозочен бендвит на вакви теми на мовет. Кој е Иван? Тоа е длабоко прашање филозофско, јас сум во некој момент во мојот живот кај што баш навлагам во филозофија, така да не би сакал многу да филозофирам и не би си ставал некоја лабела, Иван е тоа и тоа. Мислам дека како многу други што ќе гледаат подкастов, пробам да откривам ја, нели, кој е Иван, што ме движи, така, кои амбиции ги имам, кои желби ги имам, кои што сакам да постигнам. Едноставно, моментално ја играм играта на животот / капитализам. И тоа е тоа. Целта ми е станувам секој ден, сакам да бидам подобар од претходниот. И тоа толку би рекол, немам некоја јасна дефиниција за кој сум ја. Океј. Знаеш, повеќе прашањето беше од аспект на тоа, нели,
моментално интро да им дам да интро чисто Ајде интро ќе им така чисто нели окей, добре, Ова беше добро, ова беше по филозофска да страна и добро е што мора да напоменеме дека ја и ти често филозофираме на многу теми и ја искрено сметам дека филозофијата е почетна наука на било што треба да се прави и себе спознавањето, али окей, тоа е уште подолга тема. И затоа и почнеме со неа. Да. Не. Гледај. Едно кратко интро да речем. Вие представите кои си да ме знаат за тоа, кога не мора да се али окей, да. Да, окей. Предприемач пред се. И фак ставив лабела, гледаш. И подкастер, значи почнав пред 6 месеци со подкастот How to make it for Macedonia или како да успеш од Македонија. Целта на тој подкаст е да се представат успешни приказни во Македонија од луѓе што успеале на било каков начин, не значи само предприемништво, значи дали е тоа спорт, дали е предприемништво, дали е академија, дали е било што. Едноставно да се крене свеста на просечниот македонец, дека уствари може да се успее овдека, бидејќи мислам дека има таков еден поразителен мајндсет кај нас веќе долго време, каде што буквално јас не можам да успеам, тие што успеале на нечесен начин и поради тоа нема ни да се обидувам да пробам. И тоа е нешто што мене, како што кажав на првата епизода, на интрото на првата епизода, тоа е нешто што мене и сите на позиција на авторитет додека сум растел ми го пропагирале, дека уствари ако се двоиш тоа е лошо, ако размислуваш на уникатен начин, ако сакаш свој пат да си изодиш тоа е лошо, не го прави тоа. И програма става тотална кутија. Сега идеја на подкастот е дека не, еве ти милион примери ќе извадам, до сега сме 18 епизоди каде што можеш да успееш на луѓе што не успеале на нормалниот, мислам на тој начин што се пропагира кај нас. И истото да така планирам така и си го живеам животот секој ден. Значи затоа имам никогаш имам 2 факултети почнав да немам завршено. Иако сум бил одличен студент, награден студент, демонстратор, но ги немам завршено. Да, јас тоа разбрав дека си бил асистент на Финки. Да. Teaching assistant, демонстратор, не бев демонстратор. Окей, ја така зависи со титули, со титули малку матно, ама бев држав лабораториски вежби. Да, ама не и за асистент да бидеш. Тоа нели го. Да, зависи кој прашаш. Некој ме првата година никој не ме сакаше како демонстратор. Да, тоа го кажуваш во подкастите. Да, бев прва кон втора, уствари втор семестар станав демонстратор на Финки, што мислам дека тоа беше исклучок тогаш затоа што мислам дека ми беше возможно затоа што имав преходно 3 години на машински, нешто така беше, има и дефицитет за демонстратори. И тоа која година беше ова? Која беше втора? 2017 мислам така нешто. Да. И решив тогаш дека ќе средам ја Финки како демонстратор. Затоа што имаше на велико лабораториските вежби не беа чисто онака шаблонски и ради реда и се препишува. Значи секоја година, секој семестар беа истите лабораториски вежби, што можеш да ги најдеш онлайн, више решени, сите само ќе научат на памет, copy paste. Иначе за тие што не се на Финки има code.finki има една онлайн платформа и таму уствари онлайн компайлер, каде што уствари го куцаш код, уствари би требало куцаш код, си искаш submit и ако се ќе помине зелено, го викаш демонстраторот ја завршив. Да, ние уште немаме индекс. Да, и на велико се припишуваш. Ја тогаш уствари решив ќе обменјам Финки, сменив задачите, прв пат измислив нови задачи за секоја недела, имаше нови задачи. И бев многу строг и никој не ме сакаше. Тоа имаше лекција за понатака, сватив дека за џабе си правам проблеми, дека нема да сме на Финки и наредниот пат кога бев демонстратор на година бев фин. Барем кој што мислам пак бев фер, не дека не сидим дав десетки, ама бев фин и тоа што ме сака. Така да, тоа исто лекција за сите. Ја мислам дека сега моментално со самиот подкаст се менја, го менуваш да речам мајндсетот на студентите на Финки. Мило ми е тоа слушам. Да. Би рекол не само на мајндсетот на студентите на Финки, би рекол и пошироко. Сега кажа една клучна работа, тука имам многу прашања, само ќе излагаат прашања и вака фриленс, ајде да кажам. Кажам, многу луѓе порано збореле, пробувале да те стават во некоја кутија и слично. Да го немаш тој critical thinking и сите тие работи кои што треба да ги има некој кој што сака да просперира понатаму. Дали се тоа луѓето кои што сега се на некоја возраст од 40 до кај 60 години? Да, преходната генерација. Да. Вака, зашто намерно го поставив така прашањето директно од аспект на тоа дека
Ја имам свој став да речам на темава, дека голем број од работите кои што се случуваат моментално и таа некоја кочница што има и зид кој што го има помеѓу оваа генерација што сега размислува малце предприемачки да кажем и таа генерација другата која што пробува да не стави во некоја кутија, има еден зид каде што луѓето од што се сега од 40 до 60 години многу тешко прифаќаат промени. Многу тешко успеваат да транзитираат кон нешто што е дигитално, да кажем и слично. При тоа знаејќи кои се придобивките од истото, но има некој тригер кој што нив ги плаши дека ако транзитираат кон нешто дека би можело тоа да биде успешно. Зошто конкретно мислиш дека е тоа така? Зошто е тешка таа транзиција кај тие луѓе конкретно? И тука апропо на прашањето би рекол зошто мислиш дека немаме клима за промена во нашето општество на било каков план? Па е првата работа што кажам. За малку работи сум сигурен у животов, ама за ова прилично јасно ми е зошто е тоа така. Мислам, тоа се буквално луѓе, моите родители, вашите родители, претпоставувам. Сите луѓе што ги кажуваме на авторитетна позиција сега бидејќи така иде времето, тие се растени во комунизам. Таму не е наградувано критично мислење, не е наградувано да се двоиш од толпата. Таму немало менталитет, јас треба да перформам и ќе земам повеќе, таму се им е делено, двоено било. Така. Делено фазон као, нели, као социјализам е нешто што не треба да се двоиш од толпата, туку добиваш по дефолт. Така. Нема некоја голема диференцијација помеѓу човек А и човек Б. Така да, и нормално тие веќе кога цел живот си го пораснал во такво, нели, во една таква државно уредување, јас мислам дека е јасно дека сите сме ние резултати на средината во која што растеме. Така што тие растеле во таква средина и нормално дека е тешко да прифатиш сега, не знам, си растел цел живот така, ти како нас што не ставале кутија, они што не ставаат до кутија, нив апла ги ставале кутија, така. И за нив кутијата ствари, знаеш во моментот што за нив кутијата работела, они биле ставени во кутија со пишани правила, мислеле дека работи. Па не, работело. Значи за нив работело, зашто правилата нив им кажувале, ова и ова се правилата, ова се правилата игра, таа игра и таа била играта се до 91-а, кога не се распадна Југославија. Зато им било толку тешко да се прилагодат на новите правила после 91-а. Ама сега уствари тие исти правила бидејќи нешто со генерации им биле наследувани, нив им биле кажани од нивните родители, сега овие исти родители што пораснали од таа игра, не ги даваат правилата на комунизам, а ние сме капитализам. И тука тој проблем на лоши совети доаѓа. Не дека они намерно те саботираат, они не се свесни за природата игра. Ама за капитализмот. Од тука морам да го поставам прашањето, не сме само ние тие кои што излеговме да речем од Југославија, него генерално тука има и други држави. Тука мислам ова е многу логично прашање што морам да го поставам. Еве Словенија. Словенија има 2 милиони жители, нели? При тоа ќе кажат луѓе дека таа се наоѓа позападно, нели, и сите тие работи, поблиску до некои поголеми сили географски така натаму, но кога ќе видиш и Македонија местоположбата е многу интересна бидејќи сме во центар помеѓу многу има голем број на соседи, да кажам, дури најголем број на соседи од другите држави што се околу нас. И сега тука ми доаѓа прашањето, ти многу често го кажеш примерот за Естонија. Ја ќе земам примерот за Словенија, бидејќи Словенија ми е репер за многу други работи од типот на одлучиле дека сакаат да бидат најчиста земја во светот. Најчиста земја во светот се одлучиле пример дека ќе направат систем од типот на во моментот ова на емисија бевме со други професори, исто го кажав ја во првата емисија. Во моментот кога се распаѓа Југославија, професорската фела во Словенија вика окей, сега ќе има, нели, различни двоења и слично, но ние околу една работа ќе бидеме сите обединети, тоа е образованието како во целина. И сакам да кажам, покажале некаква сложност, дека се спремни на промена, да просперираат и така натаму. И они излегле од истиот тој систем, дури на многу побрутален начин него ние што сме излегле, бидејќи излагањето на Македонија од Југославија е многу помирно него другите земји кои што излегле од Југославија. Не може да се споредува Македонија со Словенија. Прво бидејќи Ама од сегашна точка. И од сегашна точка нашите родители биле многу припоени кон идејата за Југославија
бидејќи Југославија е првата која препознала македонската држава и македонскиот народ. Значи да излезат од таа држава, нив им било незамисливо. Тоа е една работа, втора работа, Словенија секогаш се чувствувала како да ги носи сите останати на грб. И плюс, бидејќи од истата римокатоличка култура со другите земји, тоа значи дека полесно комуницира, исто како Хрватска. Полесно комуницира, прва работа, втора работа, никогаш не била под османлиска окупација. Ме разбираш, многу полесно доаѓа тој капитал од европските земји во Словенија отколку во Македонија. Па да, ама тука еве пак и прашањето ќе го надополнам. Кажуваш, ние сме повеќе припоени. За да не бидеш повеќе припоен, треба да бидеш со поголем да имаш поголема, нели, желба и склоност кон промена, нели? Ти за да од припоен станеш не припоен кон нешто, треба да имаш желба за промена. Зашто ние ја немаме таа желба за промена како они што ја имале во тој период? Сега не навлагаме, нели, во сите твои, да речеме, ти околу комуникацијата и на тој план реално и ние немаме голем проблем на комуникација која е во прашање јазикот и така натаму со другите земји. Но многу ми е чудно зашто од исти систем сме излезени, све од исти момент е тргнато, да кажам, дури ние сме имале многу подобар хед старт од нив, ама кај нас е нешто утната работата за разлика од кај нив. Сакам да го слушнам чисто што мисли на темата која ќе ги споредишете Македонија со Словенија, па и во контекст на Естонија, еве да кажем. На мапа и со писменост. Процент на писмено население после Не знам, не сум експерт за геополитика или макроекономија, мислам, да. Много можам да шпекулирам, што не знам точно, не го знам деталот на деталите, не ги знам на како е излезот на Словенија и зошто или Естонија. Можам да шпекулирам дека само правите луѓе дошле на правите позиции, кај нас не дошле. Тоа можам само да спореме. Не е ни битно што се случило таму, очигледно ја можело да се случи, кај нас не се случило. Зошто? Погрешните луѓе дошле со можеби не интересите на цела држава, туку интересите на неколку луѓе. Нели, кај нас е тоа нормализирано до ден денес. Кај нас кој гласа заради политиките или полисите на некој политичар? Се гласа заради програма некоја конкретно никој. Се гласа или лево или десно или црвено или сино. Така. Зашо? Затоа што овие крадеа сега на власт беа 8 години, сега ние на овие им ја наред така. И знаеш, пак е тоа поврзано со мајндсет. На се вкупната. Ама ти викам многу е, како што рековме на почетокот, толку знаеле, толку направиле. Има една мапа на писменост после Втора светска војна. Сметај дека ти викам културата им била поблиска, знаеле повеќе латински, можеле многу полесно додат да се школуваат. Тоа за Словенија. Во Виена, во Виена, во Будимпешта и слично. Тоа биле големи центри на времето. Че после Австро-Унгарска империја, тоа е едно и второ, тука има многу поголем процент на неписмено население. Че зборуваме не знаеле да пишуваат и да читаат, а камоли па да апсорбираат некоја литература. Ама па писменоста почнува од Македонија кога ќе земеш. Од Свети Кирил и Методи. Па тоа бев у Чешка на пример, у Моравија, кај што почнала Моравска мисија на Свети Кирил и Методи. Која точно година беше? Не знам, втора половина на 860 и некој. Така. Значи да нивниот шумарски факултет е неверојатен. Мислам, нивната шумарска култура општо во Брно конкретно е како друга планета да сме. Ме разбираш, тука кога ќе се спомне шумарски, си кажеш што е тоа, човече. Таму е цела култура, они се посебна каста. И е чудно да се види дека гледај како се свртела работата. Од тука доаѓаат, одат таму да ги описменуваат, да им дадат азбука и гледај како се менува работата. Чисто само да кажам, има многу тешка тема, тешка. Да, многу фактори. Така. У контекст на првото прашање скорос на почетокот што го поставив кој Иван почнувајќи од сега па наназад, ќе го надополнам од типот на враќајќи се наназад, кој беше моментот кога Иван дојде до заклучок дека факултетот за една личност не е неопходен, да кажам, за да он просперира и има дури многу подобар мајндсет него луѓето кои што одат на факултет, да кажам, дури процентуално може и поише, не сум запознат со процентите. Али кој е онака точниот момент, зборам не година или таква работа, него као момент квалитативно. Па ја мислам дека секогаш го имав тој мајндсет. Искрено јас да беше по мој немаше никош да отидам на факултет. Бев притиснат од дома и нели тогаш се сложив да направив компромис, отидов и искрено процесот на кој што одлучив на кој факултет идам е тотално не треба така се прета одлука.
Зашто според мене ако идеш на факултет, ја пак не викам дека не треба да си иде на факултет. Само викам дека не треба сите да идат на факултет. А кај нас се пропагира дека сите треба да идат на факултет. Тоа е проблем. Ова е добра поента. Ја не бев човек за факултет. Сам добра поента од аспект на тоа дека тоа е тој дел можеби што не оди на факултет, да кажеме, па го има можеби тој некој предприемачки дух за разлика од некои други. Па ете професорот што беше од Финки, Ристе, продекан. Тој тоа кажа, вели, кога зборуваме за овие проблеми, со веројатност проблемот што беше, што го дискутиравме со математиката на Финки, зошто сите го избегнуваат тој смер. И Ристе сам рече, тоа беше приватно надвор од камера, ама мислам нема врска, не е ништо страшно. Не зборуваме ние за тие 5 или 10% од студентите кои секако ќе се снајдат и без Финки и без факултет. Зборуваме за, ме разбираш, за останатите. Тие секако ќе се снајдат, тие 5 или 10% секако ќе пројдат. Добро, ти имаш ли барем некоја позитивна работа онака од факултет што мислиш дека се дефинитивно, пак ја кажам, значи не е факултет, ја можеби така ме имаат интерпретирано луѓе од подкастот дека сум антифакултет. Ја не сум антифакултет, ја сум антипорака дека секој треба на факултет. Затоа го викнав Јован. Нели? Да. Јован е примерот. Јас значи кажав на подкастот сакам да покажам милион начини разни, милион е хипербола. Милион начини како може да успеш во Македонија. Еден од тие начини ќе свураш академија кој што треба. Финки 10.0 или блиско до тоа, демонстратор, мастерс у преак факултет и после се вработиш у преака фирма и сега живееш во Швајцарија, Google, топ. Тоа е успешен човек, тоа е успешно патешествие. И тоа е пример што треба да се емулира ако сакаш тоа го правиш. Ама не е за сите. Јас тој пат не сакам да го изедам. И не треба ми се пропагира тој пат. Така. Знаеш, мене што многу ми се свигаше од тоа што го збореше Јован, дека моментот кога ти одиш на факултет, има поголема веројатност да ја сватиш суштината позади кодирањето од аспект на тоа дека не се само алгоритми што ги пишеш не така, не се само да, него ја сваќаш суштината и што сушно значи кодирањето. И он конкретно многу се сложувам со тоа што кажа дека ако го познаваш тој начин и имаш такво размислување дека утре ден ако сакаш да направиш некаква иновација, стартап и така натаму, можеш многу повеќе да навлезеш во техничките аспекти на некои бизниси како функционираат и ти да најдеш нешто технички кое што можеш да го обликуваш благодарејќи на знаењето кое што го имаш стекнато конкретно во неговата ситуација на факултет. Дали мислиш дека генерално луѓето кои што не одат на Финки, а идат на академија и слично, со може има некаков статистички податок кој што покажува дека тие луѓе генерално се повеќе насочени како за нечи отколку да ја сватат самата суштина на кодирањето и на IT сферата. Дефинитивно, ја мислам дека сваќање на суштината на програмирање, дури да земеш диплома, ја мислам дека не е тоа фиксно дека ќе осватиш. Дека си баш онака се сваќаш што работи, затоа што на крајот денот мислам дека програмирање е занает. Тоа е буквално занаетот на 21 век. Као се градат секој ден буквално софтвер продукти. Значи порано ако се градело физички нешто со раце, сега се пак со раце со тастатура, ама пак мислам тоа е сега за нечијата на 21 век и јас не сметам дека ти треба да ја знаеш суштината, ќе те направи подобар програмер и ќе те направи инженер пред се. Ја мислам тоа е диференцијацијата. Едно е да си инженер, а друго е да си програмер, да си девелопер. Така. За 90% да речеме, 90-95% од use case-овите за software development доволно беше за нечија, доволно беше девелоперот. Ама има 5 до 10% од use case-ови каде што треба да бидеш инженер. И тука е моментот. И пак ќе кажам, мислам, тоа се две различни работи. Океј да бидеш едното и другото. Тоа е реториката што сакам ја да ја проширам. Дека океј да го правиш тоа што сакаш и не треба да се ставаме во кутија. Тоа е моментот. Као не треба да завршиш диплома ти за да бидеш програмер. Можеш преку академија, можеш да бидеш само да бидеш преку YouTube видеа. Значи интернетот се можеш да научиш. Се. Поготово со ChatGPT. ChatGPT со буквално се можеш и нема потреба да се ставаме во кутија. Ова треба правиш, ова е правиот начин.
нема прав начин. Нема прав начин, така. Сега малце подиректно прашање кој што мислам дека на сите оние што ќе не гледаат, мислам дека тоа ги интересира моментално. Тоа предприемништво, стартап сфера и сите тие работи кои што у последно време си имаат доста замав да кажам, али тоа е далеко од тоа што треба да биде. Зошто е важно еден студент, млад човек да има предприемачки дух, да размислува предприемачки? Како тоа влијае на една личност од психолошка и физичка, да речам, сфера, така да го дефинирам? Пак, две работи. Не мора да си предприемач, значи супер да бидеш нешто друго. Так, да. Не го пропагирам, пак ја кажам, не пропагирам никаков лајфстайл. Така да не мора да бидеш предприемач, не сметам дека е обавезно дека треба да бидеш предприемач. Сега, што значи бидеш предприемач? Како може да ти помогне? Мислам дека предприемачите имаат можеби најголемо сваќање за како функционира светот. Затоа што за добар предприемач ти треба да го научиш, тоа треба да сватиш кои се правилата на играта. И да морам сега, нели, како ствари ја да креирам вредност, како да продадам, за кого ја креирам. Да, како да нели. Мислам, едноставно мислам дека играат на повисоко ниво играта пак. Ја се ми е као зигра ова, зашто така го поистоветувам, мислам дека добра аналогија. Ако не си предприемач, мислам дека имаш едноставно не гледаш некои работи во светот што се случуваат. Така. Ме сваќаш? Да. Многу повеќе од инженер или од занаетлија. Туку е многу добра. Многу добра аналогија, онака многу повеќе работи треба да ги имаш предвид. Едно е ти да си и фиксно посебно Македонија. Ти ако си вработен, ако никош не си отворил фирма, знаеш колку работи немаш поим што се случуваат околу тебе. Ние значи у други земји пред се данокот прво кога се дискутира за плати се дискутира бруто плати. Ние сме мислам дека единствена држава, барем ја што знам, што се дискутира нето плати. Значи ти кога преговараш, у нето преговараш. Никој не ни сваќа колку давачки дава држава, колку данок ги кошта. Да, го спомнала на последниот подкаст со Ненад мислам така. Да, не се сеќам кај беше, ама пак тоа уште едно ниво кога да размислуваш за тоа, не ни размислуваме за тоа. Да. Значи колку ствари јас откажувам за здравствено осигурување, за пензиско осигурување и што добивам возврат. Идам од државна болница, ништо не функционира. И зашто ја тогаш давам од 10-18% од мојата заработка за кога одам таму, ја плаќам за ова. Па тоа е проблемот што утре ќе ти кажат тоа функционира, еве болницата, усвари не се запазува суштината. А тука може да се надоврзаме дека најчесто суштината суштината на работите, а не формата ја сваќаат оние кои што имаат некаков предприемачки дух, барем ја така мислам дека може да се спојат сите овие работи. Не, мора да копаат многу подлабоко, бидејќи многу нешта се вложени. Не само капитал, туку и време и енергија, и тоа да испадне залудно, мора многу подлабоко да копа човек за да може да го земе тој товар. Да. Тоа е многу добро, да. Друго е нивото. Еве ти кажам пример пак, значи едно е ако си вработен ти, ако си еве да се двајцата инженери, едниот основа фирма, другиот само е вработен од некоја поголема фирма. Ти како да речеме дека двајцата ја нудат истата услуга. Значи се продаваат за некој клиент и развиваат софтвер. Програмерот што е вработен само треба куца код. Ништо друго. Иде куца код 9 to 5. Тоа е тоа. И си добива плата. Има фирма, треба да знае да отвори, да отиде у централен регистар, отвори фирма, да пријави данок, па да одлучи дали да дава врзник, не да дава врзник, да најде сметководител, да комуницира со сметководител. Правник. Да буџетира, да пријава банка трансакцијска сметка. Банка како да прима пари. Како да комуницира со клиентот, како да продава, како да најде клиентот. Па што се случува ако изгуби клиент? Па за нели како после да ги носи повеќето одлуки како кој таргет да го како да продава услугата, што се диференцира он од некој друг што нуди истата услуга. Значи милион работи. Јасно. А на вработените да мисли, да. А ово е само програмер. Не, така е. Да. И повторно гледаш, тоа го потврдува тоа. Тоа не е за секој. Едноставно некои луѓе наоѓаат поголемо задоволство во тоа. Значи едноставно некој тоа го движи да може да знае работи, да контролира, да биде одговорен за сите тие процеси. Некој сака само да заврши факултет или курс, да добие занет, да знае да го продаде тоа и да работи за некој. Не, ја потполно го сваќам бидејќи истиот пат го имам изодено, да кажам, изоден уште го одам истиот пат, да кажам, со тоа што
стартапот кој што го почнав ја генерално беше пред кога 2020 година прв пат се оформи некоја група на луѓе, нели, направивме која што ајде ќе тргнеме да правиме нешто и точно знам ни што све имам поминато за да дојдам до тука, а гледам дека и до тука кога дојдов дека има уште многу работи кои што треба уште да се одат. Еки за многу работи реално као македонски предприемачи. Македонските предприемачи се многу ограничени бидејќи Зошто се ограничени? Тоа не ми е јасно. У кој аспект? Па, ја не сум предприемач до ја дојдов до сваќање дека генерално најголемиот проблем во Македонија за стартапите е капиталот. Значи, тоа е топ of the top и са некој ќе рече, па добро да, ама знаеш ти можеш сам да го градиш капиталот и така натаму. Океј, све супер. Кога кажеш капитал дека, што може да појасни. Да, дефинираш што Инвестиција. значи. Не, ама што значи, во кој аспект од капитал? Да не можеш да најдеш инвестиција, тоа ти е? Да, ајде, може и така да се каже, многу е тешко да, не е тешко, дури невозможно. Лани се случи прва прилика, барем ја што знам, и има и минатите години, не дека не. Тешко е да дојдеш до луѓе кои што средства кои што во Америка, да речеме, ти ги даваат на еден елевейтор пич, што го наоѓаш некој инвеститор од прв кат до 74-ти кат, ти дава некоја инвестиција која што кај нив не спаѓа ни во присит инвестиција. Во Македонија тоа го сметат како најголемата инвестиција, промоција и сите тие работи. Се слагам с тебе, не е споредливо, ама мислам дека и не, сигурен сум дека не е така никако што пишеш ти во Америка, посебно не сега со рецесија. Можеби пред неколку години. Сега не, сега Да. окей, сега економската логика вика дека можеби не е возможно, али генерално се слагам. Некој добар инвеститор секогаш сака да најде Прашањето некој е добар зашо- value да нели за да инвестира и сите не, тие ствари. дефинитивно нема пристаплив капитал кај нас и е голем проблем. И уствари мислам дека на првата епизода од мојот подкаст дебатиравме што највише фали Да, наша со зеница со Сокол. Со Сокол, да. И ја го дав твојот одговор, капитал. После 17 подкасти со разни луѓе, многу интроспекција и други оф камера моавети, мислам дека капиталот не е најголема бариера веќе. Туку? Можностите. Капитал е проблем нормално, не да се разбереме. Мислам, пак кај нас се слави кога некој ќе собере инвестиција, што е, како што кажа ти, нормата за присит или сит во Америка. Но не сметам дека бизнис треба да се базира на тоа дали може да собере инвестиција или не. Да, со тоа потполно се сложам, јасно. Затоа што ако бизнисот може да постои само затоа што тие собрале пари посебно во рана фаза, пред да имаат воопшто они кешфлоу, тогаш дали воопшто треба да постои тој бизнис. И кај нас мислам дека има многу голем проблем во нашава заедница е тоа што кај нас баш цело време се става тој фокус на како да резнете пари, посебно настаниве што се дешаваат кај нас, како дојдете од инвестицијата таа примарна и како да земете пари од фитера, како да најдете XYZ овие пари, наместо да се фати ајде кој е проблемот да го дефинираме Како да направам бизнес. да најме решение, не излез. Прво дај многу порано тоа. Не излезе на крај. Не излез бизнис. Бизнис. Да, како како да немаме проблем што вреди да се решава и дали или има века потреба што вредност. може да се задоволи. Дали може да направиме решение за тој проблем, дали тој проблем е доволно голем и дали може ние собереме Да го монетизираме. да собереме вредност од тоа што ќе го решаваме. Ако тоа не можеш да одговориш ти, ако тебе треба инвестиција, било колку и да е голема за тоа, тогаш можеби тој бизнес не треба да постои. Така, не, се слагам потполно, бидејќи на страна од тоа, значи, еве конкретно и за мојот стартап што се функционира, да речем, ние никогаш не сме го земале тоа здраво за готово, секогаш сме гледале нели да се направи тој value и визијата што ја имаме поставено да се прати и така натаму, али генерално и сведоци сме на многу бизниси во светов, еве еден Shark Tank, така нели постои во Америка да кажеме. И за пример на Shark Tank доаѓаат и кажуваат пример негативен биланс на салдо, да речеме, не знам, sad добро, таму се движи во милиони да кажеме. И кажува пример имаме во трета година очекуваме да имаме пример ако во втора година имало 2 милиони загуба, во трета година очекуваме пример милион евра загуба или не знам милион и пол, небитно. И сега пример тој бизнис бележи загуби и сега пример се случува ситуација некои од најдобрите нели инвеститори, најголемиве нели таму сите што се на Shark Tank да се во фазон окей ја инвестирам у тебе бидејќи гледам дека ова за 7 години од сега ќе генерира приходи за мене нели да имам повратна инвестиција. И од тој аспект повеќе го кажав тоа дека во Македонија луѓето кои што имаат капитал да дадат
преби да земат една мешалица оваа што е за бетонјарка и да ја рентаат за згради, нели, на ден да вадат вакво нели некој Да, капитал, рента, него да да. ја даде во одреден стартап бизнис или преби да се отвори кафич, да кажеме, као најпросто ќе отворам кафич, ќе доаѓаат другари, ќе пиеме кафе и ќе си ја вратам инвестицијата. Не размислуваат од аспект на тоа дека да инвестираш во стартап бизнис е новото што како што кажа нели IT е новата занечиска Да, новиот занет на новиот занет на 21 21 век, така и инвестирањето во стартап е новиот начин на заработка во 21 век, Да. барем ја го гледам како таков, да кажам, со тоа што ја мислам дека во Македонија уште не е тоа, дури е далеко од тоа, да речам, да се Не размислува. инвестираат во Македонија, ако се сеќаваш на предавањето кога беа осигурителните компании на економски, со Мапас, мислам, имаше една статистика дека колку беше 80% од капиталот од цела економија припаѓа на банките само. Колку беше инвестициски фондови и други. Па не ни знаат за трите пензиски Неколку столба што ти нудат трите пензиски Што, брат, столба. не се инвестира генерално. Да, јасно. Не, тоа се јасно. Знаеш, еве на тема да дополнам и јас. Тоа е слободно. Мислам дека и прво има разделба помеѓу тоа што кажате сега дечки што граат стартапи и луѓето што го држат капиталот кај нас. Прво мислам дека нема многу голямо ниво на разбирање за тие луѓе што го имаат капиталот кон стартапиве. И ево примерот што ти го дае со мешалицата или пример они знаат што ќе дојдат ако кренат зграда негде. Знаат дека Знаат. ќе Да. добијат повраток. Зашо би инвестирале во тебе, во мене, ако ризик името? И ако не виделе дека некој победил, некој успел, така? Така да пак се враќам назад на треба да бидеме сега пак англицизам self-sustaining и искрено сега размислувам назад да не промашам никога, ама сите што имам дискутирано и на подкастов и оф подкастов, мислам дека сите се као некако бизниси кои што сами се кренати bootstrapнати. Да. И снаодливите ќе се снајдат. Ако стварно нудат вредност и ако Апсолутно. стварно решават реален проблем, мислам дека ќе таа фирма ќе постои. Наш проблем е посебно имаше така 2021 пари беа многу ефтини. До 2 и претходно. Значи баш она фраза на пари беа ефтини, знаеш, малку звучно чудно кога ќе размислиш, ама така е. Money were cheap, was cheap, затоа што насегде се расфрла пари. Значи буквално било полудопечена бизнис идеја, посебно во Америка, на западов, добиваше многу пари. Јасно. Ама сега сите тие фирми ќе умрат. Што е нормално, Да, и тоа е како окей. еден економски циклус, јасно, да. Да, тоа што го зборевте генерално со Ненад си каже човекот Молеровиќ. Да. Генерално беше можеби малку прерадикално да кажеме од аспект на до кај може да се оди ако се размисли целата ситуација, ама мислам дека нема да стигне до тоа што Има порадикални гледишта, не знам дали го знаеш Рей Далио, претпоставам ти економски. Па искрено не е дека нешто многу следам YouTube. Рей Далио е, мислам ја искрено го запознав пред неколку недели, на оваа тема после малку со Ненад бев заинтригиран и со други пријатели што зборував. Рей Далио е легендарен, мислам дека хедж фанд инвестор, може ќе му удам титулата, ама билионер, има 20 милиарди им направено и повеќе. Мислам така на Google така дава дека толку има нетворт. И он пропагира буквално веќе некое време дека сега сме сред промена на како се кажа world order, како е македонски превод world order. Светски поредок. Светски поредок, баш. Дека се менува сега транзиција има од Америка како велесила, ќе дое Кина. И тоа треба да се чита онаа книгата на Хенри Кисинџер, Нов светски поредок, таа е малку постара, ама многу работи што се кажуваат таму е многу јако. Колку е напред Јасно. човекот, а Хенри Кисинџер у кратки црти е човекот што генерално ги воспоставува првите врски меѓу САД и Кина. И е доста зезната фаца у позадина. Така. Да, и добро е да се прочитаат книгите, иако се едни од потешките книги за читање. Да, и Сан Американ билионер, инвестор, хедж фанд менеджер. Да, легендарен е и Да. книгата Principles of the Changing World Order, мислам дека таа што ја референцирам, има Го знам вака на лик, сега ако извини што те прекинам на лик кој го видов одма. Да, има едно многу супер анимирано YouTube видео 30 минути, баш ова у кратки црти тоа го објаснува и би препорачал сите да го гледаат тоа, баш ги има дечкото истражувано се малку оф топик, ама интересна тема ми е мене. Има истражувано уназад 500 години историја, како ја анализирал како се кревали и умирале империи.
и дека врз база на има примерот главниот пример му е Холандската империја, Британската империја и сега сме во Америчката империја, дека уствари сега сме во фаза на пропаст или односно пропаѓање на Америчката. Сега морам да се навратам на првото прашање. Тоест, се прво, може и второ, више не знам. Зборевме за капитализмот и за сите тие работи. Човеков кажува дека Кина би требала да биде новата светска сила. Кина не е капитализам. Чудно е, мислам, глеј, ја пак ќе кажам, не би сакал да зборам за кој експерт и после да испадне дека глупости траскам, не сум доволно едуциран. Така? Ама мислам дека да, они се они ги се предводени од комунистичката партија, така. Така. Ама таму они се менаџирани како капитализам. Пример? Па пример таму има исто капитализам фирми, значи као капитализам има, мислам дека така? правилата ги користат на капитализам, само ги предводи комунистичката партија. Се нормално мислам дека има граници кај што они ќе посегнат. Приватни предприемачи, тоа комунизам генерално. Сега ќе кажеш дека пример Алибаба ќе ја земам како Да. Тој мене ми текна. Таа фирма под контрола на комунистичката Не, партија. тоа ти викам официјално не. Нели Да, они си има добро, газда, нели да, како да, се каже да. овој Джек Ма. Исчезна, да. Джек Ма. Што се случи со тој сега? Се вратили? Го Пак не најдоа знам, мислам дека влагам у тема што ни е над Да, јасно, нашата експертиза, ама да, пак, као интересна ми беше темата на момент и мислам дека сите би искористиле прво затоа што ако се случи тоа има некои импликации и би требало сите бидат као свесни за тоа и нели да бидат спремни што значи тоа. Мислам пак не значи крај на светот, ама интересно е нека. Али добро е да се знае, Да. јасно. Кога те прашав зошто е важно да имаш претприемачки дух, многу е убаво што почна да ги набројуваш сите работи кои што треба еден претприемач да ги помине, тоест човек кој што нели раководи со фирма или нели е продакт онер и така натаму. Следното прашање врзано ми беше како можеш да се изградиш во таква личност, дали тие се некои од чекорите кои што мислиш дека се неопходни за некој да се изгради во предприемач, да речем, или да има таков дух, да кажам, на предприемач. Кои чекори? Па од типот на да отвориш фирма, да се пријавиш во централен регистар, даноци, менаџирање со вработени, отворање на банкарска сметка и сите тие Тие се работи. работи што неопходни за ти да, нели, основаш фирма и да водиш фирма. Мислам, ти сега има некои моменти на, знаеш, фраза нова solopreneur, каде што мислам дека тоа е буквално, значи сам за себе си работи сега, дали се One man викаш show. Да. Можеш да ги избегнеш тие работи ако сакаш тоа го правиш, ама да, за да водиш фирма треба тие работи да ги правиш и тие се јас искрено не уживам во тие работи. Тие се Не, никој мисля дека не ужива, Неопходно бидејќи зло. не знаеш зашто никој не ужива, бидејќи тоа е исто карактеристика на според мене на тие што водат фирми и предприемачи, дека Да, они сакаат да се време. заштитат, да се насочат straight to the point. Го правам Да. тоа, развивам продукт, цепа продуктот, сите овие пропратни работи. Без тоа Да. нема. И али за тоа родителите се секогаш спремни за да ти го дадат одговорот од типот на што све треба да направиш поврзано да платиш фирмарина, кај кого да платиш фирмарина, сметководство да си прашаш и сите тие работи. Добро, вака сега. Има едно деликатно прашање. Ајде. Деликатно зборам бидејќи Сакаме деликатни прашања. деликатно прашање, зашто Деликатно обично е интересно. Да, зашто деликатно прашање? Ја од секогаш сум зборал и така сум ги перцепирал работите, ќе давам малце увертира на целава ситуација. Пример, луѓе, нели, многу често гледаме мемс и такви работи, типот на зашто ми е потребна, пита горова теорема, да кажеме, да ме кај ќе ја користам во животот. И сега секогаш сум се нервирал за таквите мемси, за луѓето кои што го поддржуваат тоа, бидејќи не сваќаат суштината на математика, дека ти дава да решаваш логични проблеми, дека не е математиката да направиш 10 реда задачи, дека ти се ќе добиеш 5 поена за тоа, него едноставно твојот мозок се учи ти да размислуваш логички, да решаваш задачи, што понатаму ти влијае да размислуваш различно во текот на животот ти при различни процеси. Такви факултетот, ја никогаш не сум гледал факултетот како место каде што ти сега, да не се разбереме, да, ти учиш, пример, имам предмет оперативен менеджмент, сакам да научам за кај ти треба, нели, да го користиш оперативни ствари и сите тие работи, но самата суштина на факултетот, да речеме, ја гледам од аспект на тоа дека стануваш, пример, за напредавање. Во 8 ти е предавањето, стануваш за напредавање, тоа значи дека генерално за да стигнеш во 8 часот, треба во 7 да станеш
идеш на предавањето, ти ја развива чувството на одговорност, на тајминг, на самодисциплина и сите тие работи. Тоа е еден пример дека си станал са бајлето, со самото станување треба да наместиш кревет, нели сите тие работи, да се средиш и сето тоа она кое што го носи факултетот, да речеме. И сега прашањето тука ми е дали јас се слагам, значи ти можеш пример со предприемништво и на многу поголемо ниво да бидеш одговорен и да имаш самодисциплина на многу поголемо ниво. Но дали нема друг начин во светов каде што може да се допре до толкава маса на луѓе како што може да се допре преку факултетот. Бидејќи сега УКИМ генерално има 22.000 студенти. Голем број од тие студенти нели идат на предавања секој ден, циркулираат, примерно економски факултет нешто околу 600 луѓе сигурно циркулираат. Така да дали факултетот е единствениот начин на кој што може да се развијат тие чувства и тие, ама до толку масовно, пак ја нагласам, масовно е клучниот збор. Не. Океј, кој е вашиот став на темава конкретно? Кога станува збор за дисциплина, мислам, ти можеш да се вработиш. Дисциплина е повеќе од работа, истото што кажам, можеш, нели, или вработи се било каде, мора да се појавиш на работа. Да. Мора да имаш овие обврски пополниш, иначе добиваш отказ. Дури повеќе од факултет. Пак ќе кажам, opportunity cost, нели, од што се откажуваш ти за тие 4 години на факултет и што добиваш? Затоа што во тие 4 години, еве, јас лично се осеќам дека 6 години бев 3 на машински, 3 на финки, не добив диплома, не дека ми е битно. Иако денес со мајка ми се карам за тоа. Нормално. И мислам дека пемпелето да го земеш, мајка ми вика, друго не е битно. Да. И јас искрено се карам за тие години што ги потрошив таму, мислам ја извлеков, не дека не извлеков. Ја мислам дека можев да извлечам многу поише ако правев нешто друго во тие 6 години. И ја не викам дека сите тоа. Пак се враќам на таа реторика дека има луѓе што траѓаат на факултет, има луѓе што не траѓаат на факултет. Ја мислам дека кај нас, и тоа мислам дека го допревме малце со Ненад на подкастот, не се размислува човек, односно дете, посебно кога е нели млади години кога се оформира, зашто го бива и како да го насочиме. Пак ја кажам, кај нас е многу еден пат, една вертикала. Ќе идеш средно што можда подобро ќе направиш, ќе влезеш во подобрите гимназии, ќе идеш после на факултет, има неколку тие што се попросперитетни, порано беше економски, сега финки го замени, сега и ако и тоа се опциите, иди стани програмер, земаш 1000-2000 евра плата после некој време. Тоа е тоа, и сите тоа треба да прати. Па не треба си тоа. Па не треба, зашто економската логика вика дека ако не се поклопат понудата и побарувачката, ќе има проблем. Знаеш, едукација како систем, ако размислиш, дали се менува толку брзо како светот што се менува? Не. Па не. Истиот систем е 100 години, колку е може поише. А од тогаш, во истото време си има појавено интернет, си има појавено social media, си има појавено мобилни телефони, си има појавено сега Web3, си има сега AI доаѓа. И сега, како може истиот систем на едукација после сите овие револуции, што тотално има тектонска промена на општеството, истиот едукационен систем седи у клупа, 8 сати у денот и слушај скрипти него како ти чита. За ова морам да се сложам, заради тоа што ја многу често го имаме зборено со вакво и она кој што ме праша, се иначе ќе се бира нов ректор на УКИМ. Што мислиш дека треба? Квалитетот на студиите. Тоа е единствена работа што кажав е квалитетот на студиите. Едноставно да бидеме во чекор со тоа што се случува и многу побрзо да се менуваме како институција, затворам за УКИМ. Ќе се сложам на темата, но од друга страна би сакал на темата зашто е потребно факултета и се малце навлеземе, барем од наша перспектива, бидејќи јас пак ќе кажам се сметам некаде измеѓу во целава приказна од аспект на тоа дека и ти треба факултет, и ти треба предприемачки дух или најпаметно е да најдеш некоја златна средина. Сакам делот на она што го зборевме пред да се снимаме, нели дека единствен начин кај што имаш систематизирано знаење, зошто е пример финки подобар него да одиш да речеме на академија, тоа да го извадиме како поука од разговорот што ти го имаше со професорот од финки студентот, ако можеш чисто тој да дел да ни го. Ама дали е подобар? Што? Финки од академија.
Па го зборувавме тоа, зависно Ама во кој го кажа зависност тоа? од што сакаш да бидеш. Па не, тоа беше едно од клучните прашања што он ги имаше со професорите, затоа му реков Не беше ни толку поентата на подкастот што е подобро, пак беше насочено кон тоа што ти сакаш да бидеш. Точно. Деканот направен убаво, тоа го срочи, тоа беше најубаво срочување. Не е важно ти што, како правиш, каде одиш. Важно е да знаеш кај си насочен, што сакаш да постигнеш, другото не е важно. Ме разбираш? Добро. И аспектот на зошто е, како е, односно, не зошто е подобро, туку како е факултет различен од академија, е тоа е дека добиваш фундаментално знаење, ме разбираш? Па како што рекоме, ти не си занаетчија. Утре да се сменат нештата, ме разбираш? Да се сменат, ретки се луѓето, како што се ретки и предприемачите, да речеме, ретки се луѓето кои можат да си воспостават сами на себе систем. Ме разбираш? Тоа може да е добро, може и да е лошо. Зависи. Според мене, поубаво ќе биде ако сите луѓе си воспостават систем свој. Ме разбираш, бидејќи така имаш систем на луѓе кои размислуваат критички, размислуваат самостојно. Затоа ти велам, факултетот е добар начин на масовна, ме разбираш, за голем број на луѓе, за големо население, да воспоставиш еден систем каде што затоа е воспоставен. Ти ако видиш факултетот или училиште, воопшто не е природен начин на учење. Ние никога во историјата човекот учел да седне, да чита теорија, да оди да ја испробува во пракса и да, ме разбираш, и контролирано тоа да се случува. Не, излегувал, тоа имаше еден таков рилти, ме разбираш, како се учи најдобро бизнис. Излегуваш, правиш грешки, се поправиш. Излегуваш, правиш грешки, се поправиш. Тоа е еден систем, ме разбираш. И сега состојба, дали се менува свеста на луѓето со текот на времето? Дефинитивно се менува. Затоа и веќе факултетот заостанува зад промената на општеството. Ме разбираш? Значи се менува нешто во луѓето. Но за Македонија се зборуваме. Јас мислам дека состојбата во која се наоѓаат поголемиот дел од, да речеме, средношколците, тоа зборувам и јас, ме разбираш, мене факултетот ми помогна да ги разбудам овие работи. Јас ова што го критикувам сега, јас бев еднаш ова, ме разбираш? Да. Значи јас не сум ја разбирал, не сум ја разбирал вредноста на дисциплината, вредноста на извршувањето обврски во тој еден воспоставен систем. Мене ми е добра одскочна даска факултетот во моментот да ја вежбам да си ја вежбам таа одговорност лично пред сам себе прво. Ме разбираш, затоа нема подобар систем за масовно тоа да се случува во моментот. Такви ултиматуми, суперлативи најдобар нема. Многу е, кажи го, се е релативно. Најдобар што го имаме, не знам што да кажам. Управо си, да, дефинитивно. Глеј, пак назад јас, нели, да се вратам, не викам дека не треба да си иде на факултет, значи пак различно. И ја сметам еве чисто ко шаблон, малку да поеноставиме, ако не знаеш што сакаш да правиш после средно, иди на факултет. Скрос. Ама ако знаеш што сакаш да правиш и тоа не е факултет, не иди на факултет. А систематски овие работи, дисциплина, така натака да ги учиме, мислам, за тоа се валја ниско и средно образование, што тоа е скроз друга тема, што ја мислам и тие можеби има многу луѓе што не би ниско не, а основно треба, знаеш, нели basic knowledge и така натака, баш таа дисциплина што збориме, да бидеш исто, мислам дека тоа што усвари најбитно од така студирање во група и социализирање, баш тој аспект на социјалниот аспект, да знаеш како да коегзистираш со други луѓе, да ги правиш тие релации. Тоа е многу вредно што добиваш од нели баш да бидеш у група со други студенти, таа припадност, таа колегијалност, тоа треба да се учи и тоа е најбитното, може највредно нешто ќе го земеш. Ама валја тоа е доволно со ниско и средно, не треба да идеш на сега и на факултет. Кај нас тоа мислам дека проблемот. Кај нас се третира средно, односно високо како исто како продолжеток обавезен, како обавезно да и ова. Ајде идеме на факултет. Да. Па тоа е поврзано со онаа статистиката, ме разбираш, кога ќе видиш мапа на Европа, просечна возраст кога луѓето си одат од дома. Тоа е истиот синдром, свегаш мамин син или мамина керка. Свегаш кај нас е негде 28-29 години, у Шведска е 18. Не, у Македонија 35. Не, тоа беше Црна Гора.
Да, може и да е 30. 35 е. Црна Гора знам дека имаше највисок. У просек до колку години Луѓето си одат од дома, се осамостојуваат. Да, Значи, во многу Шведска е на висок. 18, Да. во Македонија 34-5, да не Катастрофа. шпекулирам. Сакам да кажам, тоа е поврзано, ме свега Суперлатив. многу си го издолжуваме развојот многу повеќе од што треба. Мислам, реално ако видиш ти телото ти созрева комплетно на 16-17. Не, нема веза тоа, мислам, као не е никога као скрос мислам дека е погрешен Да, пристап. Значи осамостојањето треба да што е можно порано. да. Тоа, крај. Значи 35 тоа е по 35. И Да, што прават? Што е, се случува на 35 години кога ќе соцелот? Не знам Зашо што е се тоа? случува, не сум бил на чек. Случајно влага до брак. Не, повторно треба време. Треба време да созрее општеството. Треба време, треба да бидеме трпеливи. Пак ќе кажам, пред 70 години 70% од луѓето не знаеле да пишуваат и да читаат. Значи, треба време да созрее општеството. Со деканот направен, тоа го зборувавме. Вели Да. пред 10 години Само не може извини, да... мал дисклеймер, значи во Македонија добро, Пред 10 години не можев да замислам да дам извини, литература во на право англиски. си, во право си, значи македонците се самостојуват во просек на 28 години, Да. а црногорците на 33 години, а за разлика од Црна Гора, швеќаните се самостојуват во просек на 17 години. 17, можеш да замислиш? Да. Да, и Со една швеѓанка исто да го зборував ова пред месец дена. И беше неверојатно. И замисли го мајндсетот сега на 28 Да. години еден швеѓанин просечен Да, и на македонец. да. Кој знае кој што ја гледаат? Па не гледаат као иста Може не лига. гледаат, да. Не гледаат као иста лига. Да. Друга лига. Тешки теми. Добро, добро. Тоа е, и тоа е интересна идеја. Мислам, тоа homeschooling и сето тоа као него праќам детето у школа е многу интересна, дур не сватиш дека го ставаш у стаклен балон, ме разбираш дека го изолираш и после може да е социјално хендикепиран сериозно. Може и натака треба да се насочи. Може да биде покреативно. Може треба акцентот да се стави на воспоставувањето врски. Подкастот е еден пример. Ја имам снимено до сега во животов 30-35 епизоди и не можам да ставам, и ти сигурно го имаш истото искуство. Не се става, не можеш да ставиш вредност на колку тоа учиш од еден разговор. Особено бидејќи подкастот е онака многу компресирано искуство. Па да, со еден да, човек. се е Не, компактно, ме разбираш? јасно, јасно. Неверојатно. Тоа е безценето. Неверојатно. Значи јас кога почнав подкастов, не знаев што да очекувам, М. затоа што мислам дека пак кај нас нема такво нешто. Не знаев кога ќе биде публиката. Значи ако ја пуштив првата епизода, си реков 2-3 илјади прегледи, Да, топ. да. Направивме 3 илјади прегледи 2-3 дена, 2 дена. Сега таа епизода е 15 илјади. Одлично. Статистички гледано, тој е голем дел од нели македонска публика. И посебно ако е таа фокусирана баш на кај таа индустрија, огромен процент од таа индустрија. И како што идеше се како што викав гости нови. Јас тоа мене ме движи. Буквално, значи муабетите што ги имам со гостите он камера, оф камера се безценети. Значи јас подкастот го работам на загуба. Мислам, ја имам едитор што го плаќам 500 евра месечно и моето време исто што поише вреди од тоа го давам за Колку време ти одземам да речем? многу, премногу. Значи искрено на те моменти кај што прашам- тешко ми ја го оправдам. Да. Не, месец, зборам Пред во сам еден себе. месец колку епизоди снимаш? Почнав лабаво без никаков план и кога се вратив од Шпанија, бев месец дена во Шпанија, реков ќе се уфатам сериозно ако више го туркам и се одлучив еднаш секој викенд има епизода. Што значи Да, като да. 4 епизоди месечно. Така. Еве сега во момент кај што јуни нема можам да снимам, сега месецов мај треба да снимам 8 епизоди. А за една епизода, еве се денеска бев увеле за запознам со еден дечко. Значи, знаеш, не е само снимањето. Треба го најдам човек, треба да го договорам човек. Да. Треба да после да се снима тоа, да се направи ресерч, па со него да поминеш време да се запознаеш така. Значи, искрено за снимам епизода Чекај, овие луѓе што доаѓаат кај тебе, не се знаеш со сите лични Не, персони? Не? Јас Тоа е најубавиот дел.
Затоа ти Тоа е викам, значи, најубавиот ја дел. имав ја ги, значи тоа е вредност што ја добивам од подкастот. Да, Значи да. ја ги запознав овие луѓе преку подкастов. И од 17 луѓе што ги запознав. Само Јован го знаев претходно. Стварно. Тоа е најубавиот Не, дел. знаеш што е многу чудно што многу природно изгледа целиот муавет. Као Затоа да што се се- знаете за- многу, ама затоа што- чекај, не, затоа што нели со Никола, со Сокол сте Со Никола се знаев, имавме еднаш два пати преку професорот Трајковик од Финкине поврзан, така имавме еден настан виртуелно. Посари Никола и Сокол се знаеме меѓу себе, така? Да, они се иста генерација. Да, добро, Значи таа добро, генерација се они и Јован е истата генерација, нивна. Да. Што е силна генерација. Таа е прејака генерација, има и други луѓе што може ќе ги викна на подкастот. Ама да, значи тоа е вредност што ја вадам од зашо е природно на тоа што кажам. Затоа што се мислам дека ги гледам ко мои луѓе, сите они ме гледаат ко нивен човек. Ние сме ретки Да. у нашава заедница овдека во нашава држава. И тие се огладнети исто така за такви муабети. За Да. некој да мислат и да го кажуваат тоа. На македонски. На македонски, на било како, значи и затоа и сакам и заедница таква направам, затоа што уствари тие луѓе израснале на свој грб без никој да им помогне и јас тоа е мојата цел со подкастот, да ги кредам, да ги видат сите, да побараат помош, да знаат дека може да се емулира тоа и да станат дел од таа група. И бесценни се тие. Значи мобети што ги имам секој пат кога ќе кажам Нема вредност. фак, не дека нема вредност, ама фак 2 дена од неделата ја ги трошам нова, значи жртваме викенди што се кршам од работа, пак не им е главна работа подкастот. Да. Не заработувам ништо тоа, значи и финансиски, значи давам пари, викам дали се исплати, ќе направиме мовет со некој и он кемера, и он кемера и си викам да, се исплати. Плати. Тоа ти го зборував пред ова. Да. Непроценлива е вредност. Да. Што ќе прашав? Пред овој бизнис што сега нели го работиш, не подкастот, другиот се тоа што си тераш. Предходно ова ти е прва, да речем, фирма идеја што ја развиваш, да речем, или Не. Ја немам за никого работено. Не сум бил вработ. фриленс бе? Имам снимено наш реклама, бев глумец. Тоа е интересно, може да го додајаме као за газоза беше рекламата. Многу давно средно. Кој е Иван, глумец во реклама газоза? Може така да кажам. Може тоа да треба. Јако е тоа, да. Бев демонстратор бев таму, не знам дали се води ко работна позиција. Ме плаќаа вајда да. Држав приватни часови, имаше исто како слично на Јован, имавме огромна група на приватни часови што ме знае како демонстратор и лесно беше, мислам дека имавме во едно време 3 групи по 30 студенти. Што супер заработувачка, нели, за студент. Тоа беше, мислам дека прво припремнички потек. Бев практикант во една IT фирма месец дена, се откажав. Македонска? Македонска, да. Локално. Тука не тотално бевко не можам. И имав првиот бизнис план ми беше као getout.mk се викаше, беше агрегатор за мести настани овдека локално. Таква прва, нели, македонска мала идеја. Ајде, ќе решам локален проблем што ми ја го имам, а тоа е као појма немам што се дешава вечерва. Што е проблемот? Да, не, зашто јас не бев многу поврзан, не искачав, а и немав многу пријатели во тој период, зашто го имав тој мајндсет каде што не ми треба никој, тоа е скроз друга тема, мислам дека доправме со Сокол на првата епизода. Го имавме тој ист мајндсет, ако ти си доволно hard worker, ако си убица, не ти треба никој, можеш сам да застанеш на своји нози и ќе успееш, не е тоа точно. И Океј. И реков треба да искачам надвор, да искачам. И не знаев што се случува навечер и ќе направив платформа, баш да ми го реши тој мој проблем, каде што пишав Python скрипта за скрепање Facebook евенти, направив една страна и беше буквално еве што се случува вечерва. Имав на корона. Се се затвори. Ама влегов Добра прича. Тоа ти е добар знак дека Да, а пак не се откажав одма, Да. влегов во Силус акселераторот таму, со оваа идеја, таму ми рекам направи пиво, дваму таму, ќе правиме купони, ќе им помагаме уствари да купуваат сега луѓе за локалеве купони, што можеш после ваучери што да им помогнеш нив за да не пропаднат, за после кога ќе отворат да добиваш работи на дискаунт. Не ајде, одма го видов дека тоа бизнис модел или потек што удзити иде и тоа е многу битен скилсет исто како предприемач. Не како било кој, не искрено некој предприемач, било кој треба да знае кога се откажа нешто. Тоа, браво што го отвори тоа како тема. Знаеш, многу пати мене ми се случило лична, не свика лична,
криза на Идентитет. криза не на идентитет, Не знаеш што сакаш. не знаеш што да направиш бидејќи и од една страна мислиш дека и двете си прави и грешни работи, што сакам да кажам. Се случува момент, иначе играв кошарка, сега се откажав пред 5 дена. При тоа првото откажување од кошарка ми беше негдека ноември 2022, а играв некои 7-8 години. И имам веќе постоечки договор, но генерално не давав максимум, бидејќи многу други работи ми се случува. И реков или ќе давам максимум за нешто што го правам, или не би го правил, бидејќи тоа не ми е мене логично. И тука одма дојде моментот каде што со некои постари луѓе што зборувавме, кои, нели, брат ми, родители, надворешни личности, кои што ми викаат окей, за да се искрениш како карактер, од нивна перспектива, е многу битно работите кои што си ги почнал да ги дозавршиш. Ја дозавршив сезонава, али уште сметам дека направив погрешен потек што се вратив. Тоа е bullshit by the way, совет. Така? Ако нешто ти е почнано, мора го завршиш. Мора. Не мора. Буквално не мора. Знаеш, од сегашна перспектива уште мислам дека јас бев во А што направи мала пауза, ама бидејќи не ти беше завршена сезоната, се врати тој дел не го Да, следи. значи генерално 2 месеци паузирав и реков само ми дојде, никој не ми збореше мене, значи ми збореа пред да се откажам. Да, ако И поминаа 2 месеци ми спаднава и да целата работа и реков окей, абе дај ќе покажам дека можам различно, ќе завршам работа. И сега ја завршив работа и пак се осеќам дека не сум направил правилно нешто. Не знам, многу чудна работа. Мислам, чудна работа. Ете, он тоа што го кажа. Мислам дека предприемачкиот дух баш се обзира од тоа дека ти правиш логични работи, рационални работи. Тука пак ќе се надоврзам на тоа. Или постојат идеологија од типот на капитализам, комунизам, социјализам и така натаму. Дали може да се свичне некоја држава да функционира на рационализам само? Па мислам дека капитализам е најблиско од тоа. Па да, ама не е целосно. Затоа што капитализам не можеш да измислиш ти некоја вредност. Значи врз база на што е даден тој совет, ти мора го завршиш тоа, да затвориш. Така, ти доби нешто назад за тоа, вредност. Добро, за тоа што игра доби плата. Да, ама дали тоа што го бараш? Ја лично на личен план благосостојба не. Така? Да. Епа, у капитализам ќе добиеш тоа што ќе заслужуваш, така, тоа што ќе го вратиш. Тоа сакам да кажам рационализам. Таму нема некој измислен булшит, као се осеќаме, мислам нормално има, ама нема никој да ти даде вредност за тоа дека треба нешто да направиш, дека треба да завршиш. Не треба. Ти ако отвориш фирма, не значи дека ќе успееш. Така. Па да, ама по друга страна, знаеш како? Да, многу тешка пак тема. Ако? Вака сега. Ја пак сум на некоја граница измеѓу капитализмот и социјализмот. Што сакам да кажам? Пример, што е попаметно? На 1000 луѓе да дадеш по 100 денари или на еден човек да дадеш 100.000 денари, небитно, не дека ги множам, но општо. Што е попаметно? Зависи кој е човекот. Па не, сувишно ситуацијава. Па не, брат, мора контекст да има. Мора контекст, Ама тоа е да знаеш не е- зошто ги дадеш. Што сакам, извинете на кратко само, што сакам да доловам со поентата. Пример годинава ние преку универзитетското студентско собрање, не го спомнавме ни еднаш, нема веза. Дадовме еден нов шмек, да речем, на самите забави што ги правевме студентски, дека секоја забава е хуманитарна забава. Се ние што правевме генерално преку менаџирање на некоја работа, од типот на да собереш луѓе за повеќе средства, нели да добиеш, нели за покриеш трошоци, пак е тоа некој вид на капиталистичка капиталистички шмек има, да речеме, од типот на организираш, имаш трошоци, тие трошоци треба да ги вратиш. Од друга страна викаме, окей, парите собрани ќе ги донираме на некој човек што е, да речам, не викам дека не може некој од капитализмот тоа да го прави, но социјализмот повеќе препознава грижа за работниците, за луѓе кои што се наоѓаат во тешка состојба и така натаму. И пак ќе кажам дека јас сакам да бидам некоја средина меѓу капитализмот и социјализмот, а овие забави кои што се прават е некаков пример за тоа, да речеме. Сега пак е тоа деликатно прашање дали, нели,
ако се водиме по оваа теорија, дали рационализмот не можеме да кажеме дали е поблиску до капитализмот или до социјализмот. И дали може како посебна идеологија да се издвои некоја држава да каже оке ние функционираме само рационалистички, правиме тоа што е логично, ама тука па има друг проблем, не за сите е логично нешто, за некој може нешто друго логично што за тебе не е. Да. Абе види, не е и се рационално. Не знам Па колку тоа е возможно да функционираме комплетно рационално. Има многу нешта кои знаеме дека се погрешни, па бираме да ги правиме заради тоа што мора да преживееш, мора да те прифати заедницата. Не е лесно комплетно рационално да функционираш. Што не е рационално во капитализмот според вас? Па, мислам дека луѓето кои што, еве ја спремен сум мислам дека на тоа прашање, мислам дека луѓето кои што се предводници на капитализмот, во Македонија или општо во било каде. Не знам мислам Македонија како пример, не сме Да, добар пример за добро. капитализам. Али Не сме, генерално не сме. мислам дека многу повеќе можат да дадат, а при тоа да не се дојде до таа некоја еднаквост, бидејќи може во моце радикално, али ја пример не сметам дека сум радикално, не е радикално. Дека не треба сите да се еднакви. Кога нешто е еднакво, автоматски доаѓаме до момент каде што кога нешто е еднакво, автоматски има тука големи проблеми од типот на. Ако е еднакво, ако сме сите еднакви, нема да имам мотивација да се развивам, нема да имам и такви некои работи. И мислам дека луѓето кои што ги имаат, да речеме, огромен капитал и слично, не го користат правилно за општото добро, е така да се изјасни. Мислам дека многу повеќе можат да дадат на општеството, отколку што сега даваат и ќе тргнам од Македонија па до светот. Зашо, знаеш, многу често се збори зашто некој од Америка не дава пари за луѓе кои што во Африка немаат вода и така натаму. Јас стварно си викам, абе не треба можеби сите да бидат еднакви како тој што еве Џеф Безос, не треба сите да сме Џеф Безоси, ама на крајот на денот стварно за луѓето во Африка он може да даде многу мал дел и многу работи да поправи кои што се неопходни, би рекол. Па неговата логика е дека и луѓето од Африка можат да ги подобрат своите, ме разбираш? Не само Ма не можат, брат, немаат неопходни работи, они немаат кај да газат, брат. Ги со пантери се бркаат, не знам. вака се, тоа што ти го кажа, ја би рекол повеќе не е фер, а не дека не е рационално. Така, значи тоа се можеби Веќе прашање на морал. негативни ефекти на тоа уредување, капитализмот. Капитализмот како игра, како уредување, резултира во собирање на целата вредност на маркетот на многу малку луѓе. И тоа уствари, пак назад на Рей Далио, така уствари една империја пропаѓа, затоа што таа разлика помеѓу колку вредност имаат собрано, зашто тоа генерацијски се случува, и е нешто што се пропагира се повеќе генерација по генерација, бидејќи тој што има пари на почетокот на една држава капиталистичка што станува, еве исто и ние како пример, ги праќа неговите деца на најболја едукација, им дава најболje можности да нели да собира уште повеќе капитал, му дава ветер у грб со неговиот капитал што он го собрал, тоа само се собера, а тие што експоненцијално веќе експоненцијално се собира таа вредност, а другиве 99% тие немаат многу услови за работа, дури се потешко им станува директно. Потешко. И доаѓа до ниво каде што буквално ти не можеш да доеш до овдека. И туку ствари историски се случувала револуција, редистрибуција на вредноста во една држава, во една империја, што и да е, и се почиња пак од почеток. И пак тоа е циклус. И пак циклус, јасно. Епа, тука се отвори едно интересно прашање. И се тоа е бајдови рационално. Тоа се прилата на играта. Да. Ова размислување е рационално, дека ако ти си тој што го држи капиталот, дека ја разбираш историјата, го разбираш овој момент, бидејќи ова е повторено, ова е, разбираш, докажливо нешто, квантитативно. И сваќаш дека ова нема да трае долго ако се продолжи вака. И затоа инвестираш парите во нешто за да го намалиш што и јас. Види, генерално мислам дека главниот проблем можеби на капитализмот е индивидуализмот, бидејќи проблем не тежок збор е проблем, недостаток можеби, зашто бидејќи ја па секогаш ја држам таа логика дека нели економијата се дели, ова го имам зборено многу пати на микро и макроекономија. Ти за да имаш добар
добар бизнис, што спаѓа еве во микробизнис да речеме, во микроекономијата, ти мораш да имаш добра макроекономија. За да имаш добра макроекономија, тие кои што се дел од тие бизниси мораат да дадат на државата за таа да го зголеми својот GDP, нели да зголеми буџетот на државата. Не ги разбирам овие термини као да економијата на државата да е добра за твојата лична као Па не, сега да кажам не, ако тебе вкупниот буџет во Македонија ти е 5 милиарди ти си ограничен лично, мислам, твојата фирма не може да прави 6 милиарди. Тоа. И сега ако БДП-то на Македонија 20 милиарди, твојата фирма ќе може да прави пример 6 милиарди, да речеме. Сам да кажам ти, за да имаш за достигнеш цело време нови височини, ти мораш макроекономијата да ја развиеш. За да ја развиеш макроекономијата, според мене, еден од начините и твојот бизнис да си го развиеш индивидуално. Но мораш да дојдеш до некоја фаза кај што можеш да дадеш и на општото добро за и тие луѓе да се развиваат. Не знам, зашто еве луѓе што направиле приватни универзитети, да кажеме, не направиле квалитетни приватни универзитети. Тоа може да се води како бизнис, ама они го водат стрикно како бизнис. Ја не викам, најдобрите светски универзитети се приватни. И тоа е факт. Навистина. Најдобрите, еве ресерч кај што се прави во светот и така натаму, така Дюк, Колорадо, тоа све е приватно, Харвард е приватен. Приватен? Приватен е Харвард. Ова не сум го знал. Значи најдобрите универзитети се приватни. И сега функционираат, сакаш да кажеш како фирми, онака како корпорации или мислам дека се нон-профит, така се организира, не? Така. Точно не знам како се, али се нормално. Некој што го почнал Харвард пред 400 години, нели, не е жив, али го наследува одбор, така натаму си го водат бизнисот, али сакам да кажам дека тие се приватни. Зашто кај нас еве направиле привата, пример, логично е пример, на УКИМ да има 22.000 студенти, еве на некој приватен факултет нека има 1000 студенти. И општо правило е дека кога имаш помалку студенти, кога нешто е помалку, ти можеш многу повеќе време да посветиш и многу поголем квалитет да дадеш. Ама само во Македонија, значи ние сме еден феномен каде што само во Македонија приватните да речем универзитети не се прават, да речеме, од аспект на тоа дека ќе дадеме најголемо знаење што можат. Ме разбираш? Студент зошто оди на приватен факултет во Македонија? Зошто не оди на УКИМ? Зошто е полесно? Факт е дека е полесно. Затоа. Па полесно е. Не, пак ќе кажам, немам ништо против ја принципот, концептот, да не ме разберат сега погрешно. Стварно, мислам, малци прерадикално, ајде, можеби пак ќе не сватат што не е прерадикално, ама знаеш како. Не е муабетот ми е дека концептот на приватен универзитет не е лош. Ама во Македонија треба од сега ова што функционира да функционира пута 100 пати подобро. Бидејќи има опција да функционира. Има како ти ги менаџираш вако да не е од државни средства, не ти влијаат многу работи што на државата ти влијаат, разбираш? Да, бе. Не се прави за квалитет, тоа е проблемот. Исто, ова што го зборуваме со јазот на приход, односно на капитал, така, и тоа не се прави од што ти сакаш да имаш квалитетно уредување и сакаш да биде подобар светот. Ме разбираш? Причината е погрешна. Ти го правиш и те храни, можеби и голем дел, сега да не биде, значи, ама има такви луѓе сигурно, што самото тоа што се над голем број луѓе, што јазот е толку голем, баш тоа ги храни да продолжат да работат. Ме разбираш? Значи, дали биле, не знам сега, психолошки некои моменти биле, ме сваѓаш, ги зезали у школа и сега он сака да биде најак од сите. Ти зборам, значи, ова е многу генерално. Појдовната точка треба да биде квалитетно уредување, квалитетно општество, да им биде добро на сите практично. Тоа е рационално, а не вака. Епизодава да е до помалце да ја донесеме до крај. Имам уште едно-две прашања, мислам дека нема бидат нешто многу долги филозофски. Нема словно колку време поминавме. Па 2 сати мислам дека скоро. Стварно? Да. Така нешто. Јас осеќам како пола сат. Така. Тоа е обично добро. Муабетот ми е како функционираше студентското организирање ти кога беше студент, демонстратор, така натаму. Што се случуваше, не знам, општо тој период. Зборам од аспект дали студентите беа, дали имаше настани за студенти, дали имаше не знам, мислам убаво е тука преку ова прашање ние да направиме некоја промоција, чисто и ти да може да се запознаеш со многу работи. Тоа е целта на прашањето. Не е тоа целта, ама сакам да знам чисто како било тогаш пред како рече, нели 2017-та кога си Да, ја
како 2016 запишав финки. па за тој период. 2013 кон 14 бев машински запишав. Да. Не знам сега како е. Се надевам подобро, ама тогаш имаше огромна апатија кон од главно од студентите кон студентското организирање. Преко нели беше студентски парламент, а сега е студентско собрание. Ја бев уствари член на Финки студентското собрание првот. Се убутав таму, пак на некоја мисија дека променам во Финки. Тотално луѓето што беа тогаш беа погрешни луѓе што треба да бидат таму, според мене. И Извини, само не запазив, ти го фати моментот кога е студентско собрание? да, буквално транзицијата, значи првата генерација студентско собрание. Имаме пионер. Не, добро е да слушнеме искуство од тоа време. Тотално се убутав од рандом од нигде и мислам дека им кварив малце планови на тогаш на студентскиот парламент што правиа транзиција, зашто им правев проблеми за се после. Влегов и на научно-наставен совет на Финки. На нас. Да, и таму исто галамев, правев проблеми. Знам дека беше излезно за гласање нешто смешно. Тоа сакам да кажам. За гласање за гласање за тоа првото студентско собрание. За представници, да. За представници, луѓе да не знаеа дека се дешаваше тоа. Да. Така. Да. Мислам дека беше нешто смешно кога да излезеа за држава да гласаат, кога немаше кога немаше кворум, кога немаше. Мислам дека беше 17%, нешто така беше студентите. Така. Ништо тоа не така. А се гласа за луѓе што треба да представуваат тебе. Да. Да бидат представени студентско Во тело. тој период Финки колку студенти брои вкупно? 1000 по генерација, па напрема математика. Класика. Тогаш И незавршени. Значи тогаш били 1000, да. Да, и незавршени бајаги, така. Да. Над 4000 лесно. Сега мислам дека се 5500 кон нас. Не ме чуди. Тогаш на ННС не знам имаше моабет да се дека ќе се креват квотите, ја бев како што? Ќе кревате квотите. Вие немате услови за студентите што ги имате упол од нив, да им направите како што треба едукација, вие кривате квоти. Врз база на што? Врз база на интерес за маркетот, побарувачка, ваму таму тоа беше одговор. Топ, направи услови. Секој пат кога поминам како економски ги гледам на фасада на распадната, ми се крева притисок. Сега има најава дека. Ќе има најава уназад со години. Така, и никој не се презема слагам, одговорност. се слагам. Значи, буквално ја ова нели мислам дека Финки има едно најлошите стандарди за учење. Значи сите мислам дека Финки мислам не за учење, извини, за стандарди за држење на предавање, значи на Финки, ако ти не се појавиш пола сат пред час по време, ако бев може сменат, не верувам, затоа што истите простори само имаат поголем сега квота, така самите рековте. Значи само повеќе студенти студираат низ простори. Ти требаше да идеш пола сат пред час за да фатиш место. Иначе тие огромни простори, 117-ка, 300 и нешто, како беше, ги знаат колегите од Финки, таму седиш на 56 ред и ништо не им пратиш. Нешто што се деша, буквално мравка ти е тој што ти предава. Тоа е како нова на НБ утакмица најгоре да си. Буквално ништо не полошо. гледаш, да. Или на бейсбол. На бейсбол не гледа. И тоа се Топче ќе случува, удува. тоа се случува, они криваат квота. А нема дискусија Нема. за како да подобриме услови и така натака, мислам вецињата таму. Прво Финки не постои. Финки е, ја на сите викам како се вика на имагинарна, како беше на имагинарна именка или не знам како беше на Имагинарен број. Апстрактна именка. Апстрактна именка, буквално постои само што веруваш дека постои. Во воздухот. Да, така е, стварно. Значи сегде се предава, значи држат премети на на технолошки, на електро, на машински, у Нетавил држат на педагошки. Да. Не знам дали знаеш, И на Убарак. не знам дали се префрлија, ама имаше најава дека на стадионов ќе држат у просториите, во деловните простори. Сериозен? Да, само не знам. Не, мислам дека почна, ама имаше некој вакво и дека не Има ли продолжи. долно место на стадион за Не на стадион. Не ме чудило на стадиона почна да речат. Така. Само можат да дуплираат квотата. Да. Не знам што беше иницијално како беше организирано. Да. А мислам дека и дел од кривицата пак е кај студентите. Пак мислам не треба така, треба факултетот и тие што се представници на факултетот да бидат у интересот на студентите да работат. Не верувам дека примарна цел им е студентите. Не студентите се гледат деканатот, професорите работат студентите. Тоа мислам дека тој мајцет го немаме кај нас и затоа мислам дека тоа што помна преска за приватни факултети не е така, тие се имаат повеќето нив полош стандард од УКИМ. Ама еве сега Петар со Brainstar, нели Brainstar Next, не би ме изненадило
дај му 5 години, 10 години да го надмине. Да, ама мислам дека уште за Бринстер го немаме искрено кога го зборев ова за приватните, Бринстер не го стави во Бринстер контекст. е скроз ново. Исто како Семо што не го ставам во Глеј, овакво. можеби нема везе. Да. Можеби нема да се појави да се покаже како Мислам подобра дека тие што варијанта. ќе гледаат знаат отприлика Ама на баш- кој алудираме, ама генерално да, се слагам за Бринстер. Глеј, пак ја не знам, ја не викам дека Бринстер е боле или нешто така. Нови се. Ама начинот на уредување пак ја се враќам на ако ти си нели пак Петар и неговиот тим, нивниот инсентив ако нудат добар продукт, они ќе имаат се повеќе Ама- студенти. И вредност. Ама не, и види се чисто А Финки, извини, и Уким, деканатот и професорите не размислуваат ќе морам ја да понудам боле искуство за да добијам повеќе студенти. Шо ми муабетот за Петар и за Бринстер приказната. Идејата е дека тоа е негово, така, тоа го расте, као бебе го гледа Бринстер, веројатно, и го расте, го развива, Така. веќе 7 година, во 8-та навлегува. Он генерално прави концепт каде што за таа личност, тоа бебе на 8 години или сега, да се развива, мора да се прилагоди на промените. Кај тебе конкретно на подкаст он вика, следно што мислам дека ќе се развива ќе биде дата анализа, пример. И он е спремен да воведе квалитетна, а и уопште да ја воведе таа настава. И бидејќи е тоа приватно и нели негово имање на некој начин, многу лесно може да свичне и пример да додаде нова академија и да се прилагоди на новите услови на пазарот и на новиот маркет и така натаму. Ние на УКИМ имаме проблем да се прилагодиме и уопште таа постапка на нешто да се воведе како ново, да се воведе. И туку ствари Бринстер, не знам дали знаеш, Бринстер исто стартап има пичувано, има добиено инвестиции, сите тие работи и според мене многу очигледна идеја во тој период каде што он буквално можам и да го замислам пичот. Дали знаете дека еден студент на УКИМ нема смер за графички дизајн, нема за project и product development, нема за ова, па ја сега тоа ќе го понудам и тоа е нешто што пазарот од сега за 5 години ќе одаде. Па секој добар инвеститор мислам дека би се нафатил искрено за такво нешто. Буквално ме разбираш. И тука сакам да кажам главната конотација. Петар тоа го гледа како нешто свое и го развива на правилен начин со тоа што се прилагодува на состојбите на пазарот и тоа што пазарот го бара од самите студенти и работници. Но како е намената целта е, вредност, сака да Ама има не друг мајндсет, па Ја не гледам, пак ја кажам, ова е пак ќе биде добар пример за капитализам, така. Затоа што ја не гледам ситуација каде што Бринстер нема биде боле во тоа што го нуди, освен ако имаат погрешни цели и погрешни таргети бркаат Петар и нивниот тим, што мислам дека нема да тоа направат. Ја не гледам како нема бидат они подобри од државен факултет, бидејќи самиот кажа ти, го имаш искусено, ја го имам искусено. Тоа таму да направиш промена, да направиш нешто. Прво никој не презема одговорност таму. Никој не презема одговорност. Нема некој кој што ќе каже јас сум за ова, одговорен ја ќе го иструкам. Секој има некој над него, нели? Асистентот или демонстратор дека е асистентот дека е професорот дека е декан, деканот дека е министерот за финансии, министерот за финансии ќе иде у премиерот ќе иде у ЕУ. Така. Така, и никој не презема одговорност, не се агилни, ќе вземеш тимот, агилен тим како Бринстер, пак не мора да биде Бринстер, ама ќе земеш 10 луѓе што се алајнати на тоа дека ние ќе направиме најболе продукт што може, едукационен продукт, и луѓето ќе доаѓаат зашто ќе видат дека ќе има најболе продукт. И онма ќе менјаме работи и ќе следиме маркет трендови. Они може тоа да се деси на Финки? Не може. Или било кој факултет. И пак да се разбереме, јас сум критичен. Може, само па дали може? Треба да се менат многу, да се менува многу. Имам добра идеја како да го затворам подкастот у контекст на ова прашање, само пред тоа последно прашање за подкастот. Не го затвори топ е фана. Милион работи може да да го затвори, ја уште малку. Не, последно прашање ќе биде доста големо, нели? Во една епизода, не, Че пред да преминеш, само да кажам пак да не испадам хейтер. Значи ја сметам дека пак за луѓе што не знаат што да прават, Финки е најболја опција. Ама не, и тоа е резултат на индустријата. Затоа што тоа е најболја индустрија за да влезеш, највише опции имаш. Не, и плюс не е дека ужасно. Значи има има квалитетни професори таму, има квалитетни асистенти, има работи што можеш да ги научиш и најбитно ќе најдеш многу квалитетни соученици таму, луѓе. И мислам дека е супер опција да идеш таму. Но улогата што има Финки на ниво на цела држава.
е екстремно битно. Ја мислам дека најбитната државна институција на ниво на цела држава. Затоа што Уким? Не, финки. па финки како Финки. резултат, затоа што Окей. пак ја кажам побарувачката и тоа што треба да продуцира, тоа се оние занаечи што ги викаме програмери, Така. може да окренат GDP-то на цела држава највеќе. Да. Така. И тоа Да. се случува. Така. И како резултат на тоа они треба да снесат огромна одговорност како на тоа што не ја снесуваат според мен. И ова треба да биде критика што треба да се земе позитивно, а не да биде хейт. Точно. Иначе Точно. така сакав да го затворам подкастот, али нема да. Не, Идејата што ми е дека преку овој разговор ова не треба да биде бе ова е лошо и сега ние хейтаме или вакво, него баш да биде една преку разговор од 2 сати дојдовме до една точка која што вика, окей, кажуваме зошто треба УКИМ многу побрзо да се прилагодува на тоа што го бара пазарот. Да. И тоа така сакав и да ја затворам дека предприемачите генерално сакаат све да се сваѓа како позитивна критика. Значи они треба дали УКИМ ги го разбере како позитивна критика, верувам дека ќе го разбере. Нека бидат предприемачки професори. Па да, бидејќи и во новите програми за ректорите и општо се збори за тоа дека предприемништвото станува есенцијален дел као концепт од програмата на новите вакво и нешто што сакаат да го развиваат и искрено ќе ти кажам, значи има на економски факултет, морам да го кажам примерот, има неколку професори, би сакал и да ги споменам, Стојан Деварлиев, Александра Јанеска, Димитар Јовевски, кои што искрено се залагаат за развој на стартап идеи, предприемачки дух како преку нивните предавања и предмети кои што они ги водат, даваат реални проекти каде што децата буквално не ни полагаат колоквиум, него преку проектот кој што го прават, тоа им е начинот на полагање. И они го развиваат тоа, имаме Јонус центар на економскиот факултет, каде што тоа е за социјално претприемништво, конкретно на сите надпревари кои што се за социјално претприемништво и кај што се нудат некакви награди и слично, секогаш победува екипа која што е од економски факултет, баш заради тој центар, што го спомна нели деканот Предраг, за Јонус центарот што зборевме. И морам да ги пофалам бидејќи добро го водат тој департман, односно менеджмент и претприемништво департманот и генерално идеите кои што се развиваат таму ги водат правилно до аспект на треба да се реши проблем, на кој ќе го продадеме, која е конкуренцијата, ако има конкуренција, зошто мислиш дека ти се одвојуваш, значи буквално она што нели го прави еден бизнис или продукт добар и дава value. Така да, мислам дека добро го тера тој момент и мислам дека треба да се воведе и на другите факултети кои што имаат било каква поврзаност со претприемништво. Тргна кажувам? Ако сме при крај. Не бегав при крај, јас овде сум доен. Готово бе, добро. Не, мене ми е. Ако не се Мене брзо е да не единствена. Не, ја мислам дека има од 9:30, 9:45 треба да има, дојдат од ама, Робомак, ќе почекам. да. Мене единствениот сублимат што ми се врти во мислам низ целата работа е дека е само работа на жртва, на жртвување. Ме разбираш? Не можеш да дадеш вредност ако не жртвуваш нешто од сам себе. Така. Поголемиот дел од луѓето ги вози, ги тераат финансиите. Мислам, парите се најголемата, ме разбираш, подвижна сила. Но кога зборувам и за економскиот јас и за, ме разбираш, сваќаш дека и тоа не е одржлив план. Да те возат парите уопште не е одржливо. Туку со тек на време сваќаш дека работите се многу поголеми од само економски бенефит. Ако го нема тоа, сакам да кажам, сите системи пропаѓаат. Ако нема моментот на безцелна жртва. Ќе успеам се И прашањето таа што жртва е кажам. најголемата цел. Вака сега. Искрено ќе ти кажам, конкретно како јас ја менаџирав целата ситуација во однос на стартапот мој, ќе земам реален пример. Значи, што се случуваше? Сите као деца генерално ни давале поклони, не знам, парични или ова или она, или матура ти дале пари, си ги уштекуваш тие пари генерално, сега секој различно нормално. Тие пари, заедно со тоа што го заработував од кошарка, сите тие средства, мене сите, нормално оставаш дел, да речам, кој што ти е за да се прехраниш, да јадеш кафе, да испиеш такви некои работи, ги давав за развој на стартапот. И така менаџирав целата ситуација. Сега ја у таа ситуација бев онака ептен хард воркер од аспект на тоа дека идев и на кошарка за да можам ги заработам парите за да можам да ги вложам.
Идев по бизнисите кои што мене ми се Примамливи? не примамливи, Интересни како? што ми се предмет на интерес, нели, за да ми работи бизнисот, буквално цел ден бев од 7 до 7 излезен, значи секој ден буквално. И така функционирав. Сега. Кажи ми само 30 секунди што беше идејата? Мојата? Што е, да. Што Не, е моето е веќе бизнис што работи. Добро. Common MK, на реклама. Тоа е софтвер за работа на салони за убавина и можност за онлайн резервации во салони за да резервираат. Да, со тоа што, значи, и нивни софтвер кои што си го користат за внатрешна употреба, при тоа и Готово, да. за онлайн резервации. Чекај малку. Ги знам и дечките што ти го правиа софтверот, мислам. Па и они се запознаа со тебе, ми кажаа, да. Да, готово. Да, и со нив соработувам и генерално, искрено, многу грешев. Значи ти тоа што кажа со грешките, значи Да. буквално мислам дека од сегашна перспектива све ми беше грешка. Па и ја не Така ти се помогнав. А, баш. не, стварно Ја не се- ти помогнав баш. Не, па не ми помогна, ама искрено. Таму се знаеме, ја му ги работев првите реклами за Common. Да, ама сам да кажам, Не можеш да не грешиш. Ама не можеш да не грешиш. Ја буквално све грешев, освен тоа што не прекинав. Буквално, Да. од сегашна перспектива не гледам, значи буквално тие работи MVP, proof of concept, ја како термини не ги знаев. И после тоа од сегашна гледна точка сваќам што ми било MVP у тој момент и што ми било proof of concept. У тој момент ја не сум прецепирал така, сега да почнам бизнес, ќе знам целосно како иде на roadmap, product roadmap, сите тие работи. Али прашањето што ми е, луѓе кои што сакаат да почнат кај нас со стартап, како да им кажеме дека има време за да развијат стартап ако стварно го сакаат тоа? У смисол, многу често ми викаат јас идам на факултет и немам време. И сега толку ми е смешно тоа, бидејќи на факултет не можеш да седиш повише од 6 сати, значи наставно не можеш да седиш. 8 сати да спиеш, тебе ти останува 10 сати да хаслаш, ама зборам 10 сати секој ден да хаслаш, ти ќе бидеш Джеф Безос, да не се лажам. Да. Нема биеш Джеф Безос, ама Нема нема биде, потреба. да, нема ни потреба, не Ќе може ме сите да вериш. сме Джеф Безоси, ама буквално ти со 10 сати работа на ден на твојата стартап идеја не може да не успееш. Нема опција. И сега некој ќе каже лесно ти да кажеш, знаеш. У тој фазон, знаеш. И сега муабетот ми е како да им кажеме дека има време он да си го развива стартапот, има време. Што ми се случи? Сега луѓето што чекаат се од Fate конкретно и сега на Fate се отвори Fate просториите Одамна? како? Одамна има Не, само да кажам се отвори Innovate, се отвори и Fab Lab. Fab Lab е просторија која што има вредност на опрема по околу 110-15 илјади евра, значи толку е вредноста на опремот. Повеќе. Па ако не и повеќе, не знам. Сега зборам со луѓе од Fate дали тоа е добро. Значи, што мислите вие за тоа? Абе знаеш многу напредни технологии се тоа, не можеме ние сега моментално со тоа да работиме и тоа не е мислење од еден човек, тоа е мислење од повеќе луѓе. Сам да кажам, луѓето таму го перцепираат тоа дека е многу напредно за тоа во која фаза они се наоѓаат, пример Дурсе за време на студиите. Да склопаме на целина. Дали премногу изговори се бараат во Македонија кога се во прашање развој на стартапи? Не е И алиби. Не е само. Дали имаме многу алиби фраери? Што значи алиби фраери? Алиби фраери значат луѓе кои што Добро постојано изговори има. Барат изговори. цело време имаат изговори и цело време обично тие се луѓето што да не го повредеше коленото ќе беше Майкл Џордан. Аха. Да. Да, има, не е уникатно во Македонија, можеби процентуално ако видиш ако извадиш статистики, можеби е, зашто нели го збориме тоа. Пардон, кај нас е многу ниска свеста на дека можеш да успееш и дека предприемачи као дека можеш да бидеш предприемач, дека можеш да успееш. И као резултат на тоа да помалку луѓе мислам дека веруваат во тоа. Не верувам дека е уникатно. Исто прашање бев на конференција во Минхен, Арнолд Шварценегер беше отвараше таму и го прашува на крај имаше Q&A, исто прашање мислам дека го праша некој Шварценегер. Шварценегер човекот што има се постигнато. Ја мислам еден од најимпресивните личности икад на планетата Земја. Значи човеков е мистер Олимпија, не знам колку пати рекорд. Да, има рекорд. Неверојатен. Да. Неверојатна Се- приказна. Од Аустрија, од село, не знае англиски, иде во Америка, се преселува, станува предприемач и бизнисмен, тоа многу малце го знаат пред да стане уствари, пред Movistar да стане. После станува најголемиот Movistar у свет, па станува гувернер на Калифорнија, што е by the way Калифорнија мислам дека пета или шеста најголема економска сила на ниво на цел свет. Така. Самата Калифорнија, не USA. Самата Калифорнија. Да. И она му кажува, го прашува исто прашање. Абе глеј, не знам дали имам доволно време за бизнис да почнам.
Тој буквално кога беше учитив, иначе мислам дека парче бија направил. Ако он има време за се тоа го постигне, кој е твојот изговор? Значи буквално и така некој мислам дека да е politically correct одговор, као буквално као баш има мислам дека еден познат говор он као sleep less или sleep faster, вика, знаеш, она вика if you don't have time sleep faster. Така. Знаеш, буквално као ќе си одземеш нешто од твојот живот за да го направиш ако стварно го сакаш. И ја мислам дека луѓето, значи она што го постои тоа бев као ти не треба да си овдека. И искрено луѓето што го постават тоа прашање, ја мислам дека не треба воопшто да бидат предприемачи. Реално не се за тоа. Не ги гледаат нештата на тој начин, не се за тоа. Дали тогаш луѓето што се во Македонија сме можеби исто многу учтиви со луѓето кои што вакво, и дали ако се премине кон малце по критички настроен моменти, ако им се земе добро, почни само, прај го тоа, не може да не успеш, тоа го сватив, ти не може, сега имаше Јанис Антетокумпо многу добра изјава, не знам дали ја проследи. Step to success, дека what is a failure? Не постои, ја го гледав видеото, иначе кога ќе се врзам за некоја работа, многу го повторувам целото тоа и го гледав видеото буквално 3 дена цело време го гледав. Да. Буквално нема дури стори ставив, што не ставам толку често сториња, нешто онака одлично, него чисто го користам Инстаграмот за промоција на некои ствари. Буквално пишав само доволно е само ваков мајндсет за да успеете. Толку беше само сторито. Буквално луѓето не сваќаат дека треба само да почнат и дека греши, али продолжи. Не може да не успееш. Значи има примери од кошарка, 10 луѓе тренираа кошарка, 9 беа најдобри, еден продолжи тренира, сега игра прва лига. Да, значи точно знам за кој зборам, точно знам кои се луѓето што се откажа по патот и само игра, тој беше 10-ти најдобар играч, значи бил лош. И сега тој игра, овие други што се откажале не играат. И мислам дека тоа е тој мајндсет луѓето кај нас, мислам дека викаат окей, многу имам повеќе да изгубам него да добијам со ваквото и тука исто една многу јака изрека. Па што има да изгубиш? И тоа е прашањето. Ако немаш ништо да изгубиш. Така е. Тоа треба да ти биде да те ослободува тој момент. Така. Кај нас скоро никој ништо нема. Така. Кој е твојот ризик за да почнеш да пробаш? Така е, не. И ја мислам дека нешто што општо познато кај предприемачи, кои што тие се стварно се успешни предприемачи што успеале, знаат дека единствен начин за да изгубиш оваа игра е да се откажеш. Така. Тоа е единствениот начин за да ти благодарам што беше дел од подкастот. Верувам дека ќе одекне доста меѓу луѓе во самата епизода и мене ми е многу мерак што снимивме, што прв пат водев подкаст. Нешто што ми е огромна желба во иднина да го правам за нека исто повисока цел како што ти го правиш. Да. Не, мене ми е многу кеф исто бидејќи целиот проект имаше, јас се чувствував дека имаше ризик веќе да дојде до момент као ги представуваме само розевите ствари, само за убави работи, збориме за факултетите, не дека не критикуваме воопшто, ама сепак мислам дека одлична идеја беше да се направи ова за да се дае и најреалната состојба. Критиките беа на место, бидејќи не беа само критики, туку беа поттик за да се подобри. Ти благодарам навистина за разговорот. Фала ви уште еднаш за што ме викнавте и тоа е тоа. Се гледаме нареден пат, ме интересира како фидбек има. Да. Исто и мене. Ајде. Благодарам.